Собранието предизборно ќе руши рекорди. Во последните 2 недели владата испратила 123 предлог закони. Бројките се помалку чудни ако се знае дека за 3 години владење на СДСМ донесени се вкупно 377 закони. Голем дел од овие закони предвидено е да бидат донесени по скратена постапка, односно да се заобиколи собраниската дебата. Се поставува прашањето дали можеби целта е власта пред избори да се умилкува кај гласачите. Еден од законите кој е предвидено да се донесе е законот за младински додаток. Тука се отвора дилемата зошто се чекаше до крајот на мандатот, ако се знае дека ветувањата за подобар живот на младите беа едни од главните во програмата на СДСМ пред повеќе од 3 години. Од опозицијската ВМРО ДПМН обвинуваат дека со ваквото штанцање закони власта врши класична злоупотреба на собранието. Во пресрет на предвремените парламентарни избори и на крајот на владата на Зоран Заев, СДСМ, погазувајќи ја демократијата и транспарентноста, сака преку овие закони да се додворува на гласачите, свесни дека во реалноста немаат направено ама баш ништо за македонските граѓани. Координаторот на пратеничката група на неголемата опозицијска партија Никола Мицевски прашува дали еден пратеник има време во рок од неколку дена да разгледа толков број закони и да даде квалитетни забелешки. Недоследноста и неквалитетот на законите ќе ги видите и вие, затоа што најголем дел од овие закони се поднесени само за да се исполни политичката програма која што СДСМ ја ветуваше во 2016 година. Еден од законите кој во минатиот период предизвикаа бура реакции во јавноста, а предвидено е да биде донесен преку скратена постапка, е законот за опојни дроги. Инаку токму ваквиот начин на гласање закони во минатото беше жестоко критикуван од тогаш опозицијската СДСМ.